Jeppa! Почитувани дами и господа, добре дојдовте во едно специјално издание на Министерство за комедија. Во оваа епизода ќе даваме одговор на апсурдни прашања, пошто ситуацијава ни е толку апсурдна, све е ојдено да не речам до каде, така да единствено мислам со давање на апсурдни одговори може да се најди чаре за оваа апсурдна ситуација. Овдека имаме еден куп рандом зборчиња кои што обкружуваат во македонскиот етер и сега ние ќе составиме едно многу битно прашање за ситуацијата во Македонија. Значи, прашањето е: што е подобро за Македонија? Дали глуп джип се погоди или упорен мачор? Многу добро прашање. Значи да повториме. Што е подобро за иднината на Македонија? Дали глуп джип или упорен мачор? Мислам дека многу упорни мачори во последно време кружат низ македонското општество. Мачори колку сакаш. Парење имат дури и ако не е февруар. Од друга страна, глуп джип, то се дешават само еднаш на 10 месеци. Еве, например, сега имавме ситуација со еден доста глуп джип на МВР кој што кружеше на Халкидики, што и не е така глупо, знаеш, не е, како да речам, пак околу некои мачори, така да тоа е вечната борба во која што ова македонско општество живее. Овде ние се бориме, се конфликт помеѓу глуп джип и упорен мачор. Не знаеш што е појако, дали овој ќе шлајфни, дали овој ќе мјаука. Одиме со второто прашање. Што ќе не однесе до Европска Унија побрзо? Дали дебел председател или лојален маса? Лојален маса, тоа е доста, значи дали дебел председател или лојална маса, што е подобро за Македонија? Да размислиме. Значи дебел председател досега мислам дека сме немале. Можда треба да смениме. Можда следниот председател треба да е нешто поразлично од ова досега, значи малку по, знаеш, дебел председател то подразбира дека е гурман човекот, дека знае да седни на маса, да седни со луѓе. Од друга страна, лојална маса, тоа е маса која што нема да те изневери. На маса се потпишват договори, се склучуват пријателства, се дешават на маса. Има ти работи што се така како да речам, што можеш да ги правиш на маса. Значи, тие две работи може да не однесат многу побргу во Европска Унија отколку целава оваа ситуација. Дали дебел председател или лојална маса? Пишете во коментари предлози што е подобро за Македонија.